Здраво! Еве на повторно со едно ново видео на страната за радикално будење, насловено колку сме ние спремни за радикално будење. Едно од се почесто поставуваните прашања во овој современ свет е прашањето колку ние сакаме, колку сме спремни и дали воопшто сакаме да се разбудиме кон нашето вистинско постоење, односно да се ослободиме од оваа колективна несвесност во која што сме западнати денес. Во книгата Радикално будење, авторката Шефали Сабари, таа преку еден можна интересен пристап кој што воедно е доста смел, доста е и отворен, зборува како ние радикално да се разбудиме и да се освестиме, односно во тој контекст зборува за едни две идеи кои што одат во насока на радикално будење и освестување. Првата идеја е дека ние сите како човечки битија треба да бидеме како животните, а втората е дека ние како човечки битија всушност треба да сносиме секаква одговорност за сите своји постапки, доколку сакаме да го поседуваме на вистина својот човечки живот. Кога станува збор за првата идеја дека ние треба да бидеме како животните, се мисли за живот, дека фокусот се однесува на животинската природа на човекот. Значи се мисли на тоа како човековата биолошка физиономија директно влијае врз свеста на човекот и како, значи, лично човекот си ја зема врз себе. Например, секоја жена знае дека околу менструалниот циклус нејзините хормони се во дисбаланс и токму поради тоа таа чувствува често пати некоја нелагодност околу тој период. Истото се случува и со мажите, значи мажите, тие нивната биолошка подесеност, наштиманост, исто така влијае врз нивната психа. Значи во зависност од тоа како нашите тела се конструирани, како нашата биолошка природа делува врз нашата психа, така ние ќе реагираме. Например, кога како женското тело е искреирано и женското тело е искреирано да дава, значи жената кога станува мајка, млечните жлезди се активираат кај жената за да може да го нахрани своето доенче. И во таа насока жената, значи нејзиното тело е искреирано да едноставно да негува, да дава, и таа се поврзува на сосема поинаков начин со другите отколку што тоа го прават мажите. Затоа што окситоцинот делува на различен начин кај жените отколку кај мажите. Значи тој е хормон на среќа и токму поради тоа тој хормон на среќа и љубов ги наведува жените на еден поинаков начин да може да се поврзуваат со другите и со самите себе. Зошто се спомнува ова? Затоа што денес поврзаноста помеѓу човекот и помеѓу она што помеѓу неговото природно тело се повеќе и повеќе можеме да кажеме слабе. Човекот се наоѓа во една дисхармонија во однос со своето сопствено тело и како биолошката природа на телото влијае врз неговата псика. Значи се помалку и помалку сме поврзани на ниво на биологија и токму поради тоа многу помалку и можеме да се разбереме себе си, а со тоа и да ги разбереме другите околу нас. Значи во на преден план, значи жената се помалку и помалку може да се разбере самата себе си, а со тоа и да може да се разбере и со својот партнер. Во таа смисла можеме да кажеме и дека кај мажот, бидејќи владее хормонот тестостерон во големи количини, нормално е дека машката сексуалност е многу поразлична од женската сексуалност. Значи сите овие моменти создаваат едно недоразбирање и кога кажуваме дека треба
всушност да сме како животните, она идеја која што ја промовира авторката Шефали, значи тоа пред се го кажува во насока да се освестиме и да се поврземе со нашата биолошка страна. Значи да се посетиме дека како човечки суштества ние иако се наоѓаме на пиедестал, значи на највисоката лествица, на врвот на синџирот на исхрана, на тоа прекрасно животинско царство, сепак не значи дека поради нашиот моќен ум ние сме многу подобри од животинското царство. Затоа што колку што е креативен нашиот ум, толку тој заради својата моќност често пати знае да не доведе во една илузија во која што значи човекот знае да ево состојба да може да уништува голем број на растителен и животински свет, да може да гледаме како го загадуваме воздухот до енормни количини на загаденост и така натаму. Меѓутоа, ние кога ја почитуваме човековата природа и кога се подсетуваме дека всушност ние сме дел од животинскиот вид, тогаш нема да го изгубиме увидот за нашето собствено биолошко животинско искуство. И сега да се префрлиме на втората идеја, дека ние мора да целосно да бидеме одговорни за своите постапки како човекови битија, за да можеме да го поседуваме човечкиот живот. И тоа нешто може да се разбере прво и основно доколку разбереме дека живееме во еден културен матрикс во кој што е создаден од страна на човекот и кој што долго време ние живееме во една лажна илузија за нашата вистина, за човековата суштина, за човековата вистина. И особено тука се погодени жените, затоа што може да се види колку повеќе жената е инволвирана во општествено-културниот живот, во општествата, колку повеќе партиципира, колку повеќе ко-креира, толку жената всушност е објективизирана од страна на самото општество. Од друга страна пак можеме да видиме и дека човекот со својот моќен ум не само овозможил да се создадат голем број на иновации кои што ја заменуваат неговата физичка сила, меѓутоа токму поради неговите условувања, токму поради очекувањата, се поголемите очекувања на човекот кои што се повеќе и повеќе се ригорозни, наместо ние да се искочуваме на лествицата на културната лествица која што е богата, тука се наоѓаат најогромен број на знаења, се случува ние да ги учиме нашите генерации како да ги користат иновациите од пред 100 или 200 години и тука се поставува прашањето колку ние како генерации сме иновативни и ако затоа што гледајќи низ човековата историја можеме да забележиме дека човекот колку што бил креативен во своето постоење, исто така бил и деструктивен. Зошто е тоа така? Тоа е заради запаѓањето на човековиот ум во деструктивност. Значи, тука станува збор за дуалноста на човековиот ум, кој што дозволува човекот да западне во голем број на заблуди и не само тоа, туку и да го оправда начинот заради кој што западнал во тие заблуди. И, например, тука можеме да видиме пример како човековиот ум го оправдува злосторствата кои што биле настанати во Првата и Втората светска врз човештвото, како го оправдува човекот, робството, како ја оправдува суровоста спрема животните, како ја оправдува суровоста спрема уништувањето, значи на огромен број на шумски фондови низ целиот свет, загадувањето на воздухот и така натаму, што значи дека ако ние анализираме направиме анализа на човековата психологија, ќе видиме дека
низ целата историја на човекот секогаш се бара одредено оправдување заради тоа што се јавува човековата заради тоа што запаѓа човековиот ум во деструктивност. Значи, човековиот ум од една страна е креативен, е интелигентен, меѓутоа сосема друго е прашањето на дали човековиот ум е мудар. Затоа што мудроста е сосема различно нешто. Мудроста нема врска со паметноста, нема врска со интелигенцијата. Мудроста се култувира, мудроста постојано треба да се одржува и таа се негува преку растење на свесноста, нешто кое што бара голем влог. И во овој момент нашата колективна свесност е на ниво на бизнес, значи на ниво на материјално нешто, на материјалните нешта, а таа всушност треба да се искачи на ниво на свесност, кој што подразбира само свесност, подразбира само спознание, подразбира само управување, подразбира само доверба, способност да може да се живее еден меѓусебно поврзан живот со другите и да се нема при тоа потреба од меѓусебно огнетување, да се нема потреба од меѓусебно уништување, каде што умот на човекот ќе се стандардизира во самоодржување на себе и на сите околу себе. Меѓутоа денеска во ова свесност на ниво на бизнис, ние како човекови битија знаеме да уживаме во комфорт, знаеме да уживаме во удобност, меѓутоа ние не знаеме како да живееме меѓусебно заедно поврзани. Во сето тоа да го посакуваме и сите заедно да можеме во тој комфорт заеднички да живееме, токму поради деструктивноста на умот, токму поради заблудата на умот на ова ниво на свесност, заради неговата деструкција се јавува една супериорност која што носи едни чувства на грандиозност и големство и така настанува почнуваме да се разнебитуваме едни со други. Меѓутоа повторно се вратиме на идејата првичната која што ја кажа авторката Шефали, дека треба ние да учиме од животните како да бидеме како нив. Зошто? Затоа што никое животно не го уништува местото во кое што обстојува. Значи, да не се замислуваме дека ние сме многу попаметни од животните, затоа што воопшто не сме. За жал, заради тој дуален ум кој што го имаме, тоа ќе се случи дури кога ние ќе влеземе во една состојба на понизност, ќе влеземе во една состојба на скромност и една состојба на љубопитност, да сакаме едни со други да си помагаме, да учиме едни со други, да растеме заедно едни од други и да посакуваме благодет и благосостојба за сите заедно со чувства на развивање чувства на хуманост, на сочувство и на емпатија едни со други. Меѓутоа, денеска оно што се случува е точно нивото на нарцизам кој што го поседува човековиот ум, кога сметаме дека сме толку многу способни, толку е многу способен нашиот човеков ум што може да не однесе, да го освоиме Марс, да освоиме месечината, а сепак не сме способни да воспоставиме во постоечките општествени системи, еден образовен систем кој што ќе може да ги абсорбира сите различности, например кај децата, оригиналностите, кај децата да може да ги прифати децата онакви какви што се во својата автентичност и понатаму да ги проследи и да ги отпушти сите квалитети на децата. Децата поседуваат огромна палета на квалитети, огромни палети на таленти. Значи, токму поради тоа ние не можеме да се кажеме дека нашиот ум е најпаметен и интелигентен во таа насока, затоа што исто така не сме способни значи не сме се докажале како човекови битија дека можеме да водиме грижа, доволно грижа за нашите родители, за постарите лица. Значи не сме општество кое што сакаме и имаме интерес во насока да градиме
установи кои што подоцна ќе можеме да ги згрижиме нашите родители кога ќе им биде потребно соодветно тоа да создадеме прекрасни услови во кои што ќе можат да живеат таму и да може да се вложи и самото општество во насока на едукација на персонал кој што навистина ќе може на вистински начин да се грижи за тие луѓе или пак да кажеме дека не мислиме воопшто со нашиот моќен ум да изградиме домови за напуштени деца, домови за деца со посебни потреби, домови за родители кои што имаат деца со ретки болести, маргинализирани групи, семејства кои што се со значи кои што го пребродиле тешко насилство, семено насилство и така натаму. Значи нам Бог ни дал еден бесплатен рај од кој што очекуваме ние врз тој рај да надоградиме, значи да создаваме огромно богатство на нов рај, меѓутоа со тој наш моќен ум кој што влегува во деструкција, ние само го уништуваме. Досега тоа е докажано, она што веќе нам ни е дадено бесплатно, а сакаме веќе на некое ново место да создаваме нешто кое што веќе ни е однапред дадено бесплатно. Сушност овде авторката Шефали зборува за дуалноста на човековиот ум, како на макро, така и на микроплан. Меѓутоа, често пати таа дуалност на макроплан нас не движи во насока цело време, значи културната матрица ни посочува вистински, значи не насочува на одредени проблеми со цел да се оствари, да се создаде едно масовно страдање и токму е она идеја која што, втора идеја која што кажува авторката Шефали, дека ние како луѓе тука треба да се освестиме и да си преземеме одговорност за постапките кои што ги правиме и за да можеме да го поседуваме својот човечки живот. И сето она што се случува на макро ниво, во смисла на дуалноста на човековиот ум, секогаш е во зависност од она што се случува и потекнува од микрониво. Значи таа дуалност на човековиот ум која што се случува на микрониво. Како може тоа да се види? Тоа може најочигледно нешто може да се види преку еден едноставен пример каде што можеме да видиме како се создаваат страдањата на микроплан преку заблудата на нашиот ум. Например, сето тоа се случува заради нашето незадоволство, започнува од нашето незадоволство, каде што се повеќе и повеќе ние бараме како човечки битија, значи не сме задоволни од тоа, мислиме дека се повеќе ни треба. Например, ако некој дете од соседството, значи гледаме дека преку летото посетува поголем број на летувалишта, значи оди во изиднички кампови, го праќаат во странство и сето тоа се експонира се почесто на социјалните мрежи. Ние како родители сето тоа го гледаме и родител се чувствува несигурно и смета дека и тој треба нешто да направи во тој основ, значи и тој треба нешто да направи со своето дете. И така, значи во иднина кога ќе се оди на пример на Марс, или пак на месечината, значи истата таа филозофија ќе на микрониво ќе почне да се јавува во смисла на тоа, комшијата бил, соседот бил, па добро на месечината, па сега и јас значи ќе мора да одам таму. А всушност сето тоа представува една бесна заблуда на умот, значи едно бескрајно копнење по некои нови нешта, барања, желби, заради постојаната несигурност која што ја чувствуваме во себе. Значи, сето она што ни недостига во нашиот живот како некоја празнина која што ја имаме, бараме да биде задоволена со одредени барања од надворешната средина. Меѓутоа човекот
баш треба да научи како да се поврзе со себе си, како да се поврзе со својата природност, за да може да ја задржи својата суштина и сето тоа постојано да го осветлува цело време, за да не се создаде и страдање на микрониво, кое што подосна тие страдања се пренесуваат на макрониво. Исто така можеме да кажеме како можеме тоа нешто да го видиме, тоа незадоволство. Исто така се јавува кога станува збор на жените, за жените, се повеќе млади девојки, како и жени, се несигурни во своето тело. Токму поради таа неповрзаност со себе си. Значи, не се задоволни од својот природен изглед. Кај нив се појавува се поголема разочараност од себе, да не можат да се поврзат со себе и токму поради тоа тие бараат да надградуваат разни надградби, импланти воведуваат врз своето тело и особено заради тоа што самата култура преку тоа нешто уште повеќе ја објективизира жената, значи и создава една лажна илузија за одредени вредности кои што треба да ги прифати жената, во смисла на тоа дека жената, вистинската жена треба да изгледа вака и вака, вистинската убава жена треба да биде онаква, со вакви перформанси, значи дава лажна слика за некоја перфекција, или пак за лажна слика за перфектна мајка, дека ваква и таква треба да биде мајката, или лажна слика за перфектно дете, дека вакво и вакво треба да биде перфектното дете. Значи, сите овие бескрајни лажни фантазии ни ги наметнува ова културна матрица, кои што почнуваат од микроплан и создаваат една состава во која што да немаат свесност, особено жените, да за она што на вистина жената треба да се чувствува, каква треба да биде, како да биде поврзана со себе си, како да си го најде своето вистинско место во општеството, која е најзината вистинска улога во општеството и сето тоа, значи ја само ја доведува до едни лажни замисли и фантазии кои што ја носат само во бескрајни страдања. Драги мои, тука би завршиле со ова видео. Очекувам дека наредно ќе има многу поинтересни видеа на оваа тема кои што ќе навлегуваат уште подлабоко во оваа проблематика. Останете во добро здравје, се гледаме.